digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. И добро дојдете повторно на каналот BTC Crypto и денеска сакам да направиме некое ажурирање на пазарите, да погледнеме некои вести интересни кои што се случија во претходниот период и да ги прикажеме чртовите и да видиме до каде сме во овој бул циклус моментално. И како што можеме да забележиме тука, имаме луѓе кои што купувале во претходните 2 години, кои што моментално имаат просечна цена од $88,000 по биткоин. Оние кои што купуваат во последните 6 месеци имаат просек во околу 104,000, што значи дека сите се моментално во профит, бидејќи биткоин моментално е на 115,000 за биткоин. Немаме никакви технички слабости во моментот, што значи дека бул маркетот продолжува. Ајде мал апдейт за алткоините, како што можеме да забележиме, моментално се прави овој Golden Cross на алткоините, каде што можеме да забележиме дека во претходните случаи имавме огромно движење нагоре, повторно и голем број на алткоините пораснале дури и по 4600%, но тоа ќе го занемариме, бидејќи тоа не е битно, тоа зависи од циклусот, но многу битно е дека тоа може да се случи во 1 до 2 месеци, кои што всушност ги имаме моментално, септември, октомври. Верувам дека ќе биде многу добар за криптосферата. Во меѓувреме можеме да погледнеме дека имаме една формација ending diagonal pattern кој што се случува моментално во биткоин. Тука можеме да забележиме дека сме 1, 2, 3, 4 и погледнете го овој пети бран кој што го имаме прикажано и порано, кој што може да заврши на тоа тренд линија и полека да се придвижи надоле. И сега, која е психологијата кога би можеле да стигнеме тука? Ки имаме можеби мал ретест и цената би се вратила надоле, но голем број на луѓе ќе отворат лонг позиции тука и моментално ќе бидат ликвидирани. Не можеме да знаеме дали ќе бидат и дали ова ќе прескокне оваа тренд линија и ќе продолжи нагоре некој период, а потоа ќе се врати повторно тука на оваа тренд линија да ги ликвидира и останатите позиции и ќе имаме повторно движење можеби нагоре, но овој пат тоа нема да се случи, бидејќи ќе имаме понизок врв од претходниот и тоа ни покажува да очекуваме дека цената би се придвижила надоле. А доколку погледнеме од дневните циклуси, како што можеме да забележиме, видите, овој цикл траеше повеќе, овој траеше во рамките на оно што го очекувавме и моментално сме во тука на 41-виот ден, кај што се формирава да е секало, многу големи се шансите ова да се формира тука, да има мало движење нагоре и повторно да се придвижи малку надоле, да се ликвидираат сите прерани позиции, како што беше случајот овде. Погледнете движење нагоре и повторно ликвидирани позиции и каде заврши цената, заврши нагоре. Тоа ќе го погледнеме подоцна и на чартот во живо. И како што можеме да забележиме тука дека состанокот на ФЕД помина, до следниот имаме 41 ден и моментално имаме 93% дека каматните стапки ќе се намалат. Не можеме да знаеме за колку, но очекуваме од 0,25 или пак 0,50 поени. А доколку следиме овој чарт, можете да видите дека многу добро се исполнува, сме имало еден пат нагоре и големи се шансите да имаме
можеби вакво движење во поголеми бранови кои што е класично за формирање на врвот на некое средство и потоа погледнете оваа линија која што би завршила во bear market. Во меѓувреме можеме да погледнеме интересен чарт каде што многу е добро да се купи или да се продаде биткоин пред и подоцна од халвингот, како што можеме да забележиме 500 денови пред халвингот добро е да се купи и 500 денови после халвингот да се продаде, и во претходните случаи имаме такво формирање на врв тука. Оваа стратегија во претходните случаи била многу профитабилна, како што можеме да забележиме, дали тоа ќе биде случајот и моментално останува да видиме што ќе ни покаже чартот, а моментално сме во август, кој што верувам дека ќе има малку странично движење, можеби некој благ пат тука, и во септември и во октомври да успееме да го направиме тој врв од 150.000 до 200.000. Септември можеби ќе биде можноста да се влезе во некоја позиција, а октомври ќе биде месецот на еуфоријата, каде што голем број на луѓе ќе влезат на пазарот и ќе влезат во многу погрешен момент. На поголем тајмфрейм можеме да забележиме дека биткоин моментално ја ретестира оваа зона тука, и самиот ретест на оваа зона значи дека биткоин би можел да повлече повторно нагоре до нови all-time highs, и се повеќе вакви луѓе ќе се појавуваат во текот на следните месеци, бидејќи ваквите луѓе треба да излезат од пазарот, а им е потребна ликвидност, а тоа ќе биде ритейл секторот. Доколку погледнеме Ethereum, имаме bullish crossover, ова секако може да заврши во надолна насока, но шансите за тоа се минимални, огромни се шансите дека ќе видиме мал пробив, ретест и продолжување на цената за Ethereum нагоре. Еве, како што кажав, не го продавете својот биткоин, тој секогаш го советувава, бидејќи на некого му е потребна ликвидност за да излезе од пазарот. И доколку ја погледнеме труфлацијата, можеме да видиме дека ова се вистинските бројки, а Фед ги лажира тие бројки, и можете да забележите дека уште го нема пробиено овој тренд, а погледнете, можеме вака, можеме и вака некако да го поставиме, и верувам дека ова е дезинфлација и ќе имаме уште поголемо намалување на инфлацијата. А сега да ги погледнеме чартовите. Моментално го гледаме биткоин и можеме да забележиме дека моментално се формира ова day cycle, од тука до тука имаме околу 60 дена, 58 дена, но верувам дека ова ќе биде вистинското формирање day cycle low тука моментално, и дека тука ќе имаме мало ликвидиране позиции, како што го имавме и во овој случај. Погледнете само во овој случај, погледнете овој индикатор тука, погледнете цената, имаме големо движење и потоа подоцна се формира овој day cycle од тука, откако ќе ги ликвидира овие позиции на оние кои што прерано влегле на пазарот. Големи се шанси дека тоа би можело да се случи во овој, но сега за сега цената покажува дека тоа не е во план, и замислете колку луѓе ќе се исплашат доколку се случи ова, а тоа се прави токму за тоа, за голем број на луѓето да се исплашат, да почнат да ги продаваат своите коини и да го
промашат ова движење нагоре, кое што следува. Се наоѓаме во овој циклус, третиот дел, и ќе видиме што ќе се случи во следниот период. Сега да погледнеме малку за златото. Златото моментално го формираше своето, верувам, десекало тука на 22-иот ден и верувам дека цената ќе продолжи сега во нагорна насока, бидејќи се наоѓаме во вториот дел од овој неделен циклус, како што можеме да забележиме, и можеби ваков сценарио, формирање десекало и потоа повторно големо движење нагоре. Доколку погледаме S&P 500, можеме да видиме дека се одби од ова десекало, не го проби и моментално продолжува нагоре. Ова веројатно би било можеби некое мини half cycle low тука, бидејќи како што кажем претходно цената продолжува надоле во half cycle low и потоа продолжува повторно нагоре да ги ликвидира и другите позиции кои што тука помислиле дека цената ќе се придвижи надоле и отвориле шорт позиции. А можеме да го видиме малку и Ethereum, има breakout на Ethereum моментално од оваа тренд линија, што значи дека големи се шансите дека Ethereum ќе продолжи нагоре. Се уште го немаме пробиено ова важна тренд линија тука, која што е воспоставена уште од поодамна. И сега тука можеме да погледнеме она што го зборував на претходната слика, кога е најдобро да се купи биткоин, и тука имаме моментално околу 530 дена, како што можеме да забележиме 47 дена, 47 дена, и како што можеме да забележиме 47 месеци, 47 месеци, 47 месеци. Значи многу е битно да го следиме дното на циклусот, бидејќи циклусите се мераат од дно до дно, а не се мераат од врвот до врвот, бидејќи врвот може да варира, а дното е многу полесно да се предвиди. И доколку погледнеме, имаме само уште 2 месеци, веројатно, од овој bull market. Доколку имаме некоја варијација, можно е да продолжиме малку повеќе, но ќе бидеме информирани секако на време, доколку го очекуваме тоа. Сега за сега да ги поминеме овие 35 месеци, па ќе видиме што ќе се случува во следниот период. А сега да видиме такви ликови ќе влегуваат на пазарот. Ево го Баки, оние кои што ќе купуваат сега Ethereum и биткоин и ќе делат совети на другите луѓе кои што всушност ќе ги заебат и нивните пари ќе бидат изгубени за да може да профитираат ваквите ликови. Но и прашање дали и тие ќе профитираат, бидејќи верувам дека и тие не знаат што прават. Така да имаме формирање на 95% од bull маркетот за овој циклус. Ова е малку ризичен период да се влегува на пазарот, но верувајте дека ќе има и други прилики доколку почекате и се стрпите. Едноставно тука е потребно трпение за да може да се оствари некаков профит. А вие доколку не сте запознаени со овој канал, слободно претплатете се на каналот и обавезно погледнете ја оваа плейлиста, која што верувам дека ќе ви помогне да ја сватите суштината на овој канал. И секако, доколку наоѓате вредност во овој канал, слободно поканете ги своите пријатели да се претплатат, да ги изгледат овие видеа. Можеби некој ќе помогнете да го прошири своето знаење во оваа сфера, бидејќи верувам дека ова е иднината. Така да, толку од мене за денеска, се гледам во следното видео. Поздрави, чао, чао! Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app.
Electric bill gave my